Насловна страна на денешниот дневник. Во недостиг на лекари, како туристички Охрид ќе се справува со напливот на гости и зголемениот обем на работа во здравствените институции. Едриличарите бараат да се укине владината одлука од 2013 година со која се забранува ноќно пловење по Охридското езеро. Во вторник, Советот на општина Охрид ќе бира нов претседател. Четиринаесетти јуни, Светски ден на крводарителството. Никој не знае колку заложници во Газа се уште се живи. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 24 степени Целзиусови. Во сабота на северот британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во Велика Британија, западните, северните и централните делови на Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за невреме. Во останатите предели од Европа претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 23 до 30 степени. Во Македонија во сабота свежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 22 до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота по свежото утро и температура од 11 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во недела ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и дневна температура до 28 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне е нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во вторник претежно сончево и топло време со локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во недостиг на лекари, како туристички Охрид ќе се справува со напливот на гости и зголемениот обем на работа во здравствените институции? Во Охридската болница не достигаат специјалисти. Во итната медицинска помош има возила, но нема доволно медицински персонал. Во специјалната болница има лекари, но нема возила. Недостигот на лекари во Охрид се продлабочува во текот на туристичката сезона, кога поради напливот на гости е зголемен обемот на работа. Во општата болница во Охрид недостигаат анестезиолози, уролози, лекари фалат и во одделите за трансфузиологија и физикална терапија, но и на кожното одделение. Најалармантно е на одделот за педиатрија, каде повеќе од 2 години се вршат само прегледи, нема хоспитализација ниту ноќна смена, а работат само 3 педиатри. Итната медицинска помош во Охрид има возила, но нема доволно медицински персонал, додека специјалната болница за ортопедија и трауматологија има лекари, но нема возило за транспорт. Работи амбулантата во Пештани за пружање на здравствени услуги на лицата во тој дел на крајбрежјето. Здравствените установи ќе добиваат помоши од мобилните медицински тимови на Црвениот крст, кои ќе патролираат на плажите, а ќе ги обезбедуваат и јавните настани. Онамо каде што се пофреквентни јавни капалишта, ние имаме патроли кои што не се постојани, но од време на време во шпицот, во викендите ги ангажираме спасителите. Исто така треба да се напомне дека спасителите на вода на Црвениот крст и тимовите за прва помош се ангажирани на сите јавни настани кои што се на вода. Граѓаните се загрижени, велат лекарите, специјалисти масовно заминуваат во странство или го напуштаат јавното здравство за подобри плати во приватните клиники. Треба лекари, али што да прави? Сите заминуваат. Не се платени. Не е убав, како да нема лекари? Кај се лекарите? Лекарите се одваја невеста зашто не и плаќае. Сите деца се Германија, Франција, а колку имаме во Америка се што дојдат и да знаеш. Лекари. Ние сме, мислам, жртва на сите, а треба да мислат големите за народот. Ние што можеме да правиме. Кој лекар ќе остане, кој архитект овде?
Неправди имат големи, зато заминуваат. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, Охрид е на 16-то место од 30 градови во земјава, според можностите за здравствена заштита што ја добиваат жителите. Од Министерството за здравство велат, итната медицинска помош има 7 возила и 11 лекари. Службата ќе работи 24 часа и е подготвена за зголемениот обем на работа. Во вторник, Советот на општина Охрид ќе бира нов председател. На актуелниот председател Сашо Донев му престанува мандатот во Советот со верификацијата на неговиот пратенички мандат со новиот состав на Собранието на Република Македонија. 42-та седница на Советот на општина Охрид е закажана за вторник, 18 јуни, со почеток во 11 часот. На дневен ред пред градските советници ќе бидат само 3 точки. Предлог одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид, предлог одлука за верификација на мандатот на член во Советот на општина Охрид и избор на председател на Советот на општина Охрид. Забрана за ноќно пловење од 2013 година го кочи развојот на наутичкиот туризам на Охридското езеро. Едриличарите бараат државата да ја укине одлуката и да работи во насока на изградба на марина со цел зголемување на бројот на едрилици на езерото. Од капетанија на пристаништа на Македонија велат дека прават напори одлуката да се модифицира во насока на либерализација за рекреативните пловила. Наутичкиот туризам е една од најбрзо растечките форми на алтернативен туризам, која според туристичките работници, но и научната фела, треба да се поддржи во туристички Охрид како еколошка атракција која не влијае штетно врз Охридското езеро и живиот свет. Но белите едра на езерото може да се видат само на спортски регати и преку ден. Од 2013 година на сила е забрана со која е ограничено пловењето на овие пловила во вечерните часови до 5 часот наутро. Наутичките туристи се еколошки најсовесни, со најголема платежна мок и најпосакувани гости на Охридската ривиера. Нивниот интерес за одмор на Охридското езеро е се поголем. Забраната има сериозни последици и врз развојот на едриличарството и врз туризмот. Реагираат од Едриличарска федерација кои бараат оваа одлука да се прииспита и укине. Ние сме во многу незавидна состојба која ќе се јави некој да изнајме едрилица. Мислам, треба да кажеме апсурдна работа дека мора да се врати пред 19 часот, сега во овој месец, или пред 21 часот. Едноставно луѓето не може да сватат, тоа е некоја, ја рачуна за како некоја заостаната уредба од старите комунистички времиња. Јас би рекол сигурно во Северна Кореја и кај нас уште има таква забрана за ноќно пловење. Минатата година имаше еден охридски клуб Match Race клуб од Охрид, имаше намера да организира регата околу езерото, која би трајала околу 20-24 часа и заради уредбата нормално не смееше да се организираат. Не е мал бројот на странски туристи кои што доаѓаат со своите пловила од матичните земји на кои им се издава дозвола за употреба на странски пловен објект на македонски води. Според проценките на капетанија на Охридското езеро, во пикот на сезоната само во каналот Студенчишта се засидруваат околу 200 пловни објекти. Инаку интересот им е голем, бидејќи Охрид и Охридското езеро се две комплементарни нешта. Тие едно без друго не може. Ти секогаш една е перспективата на Охрид низ самиот град и уште една дополнувачка, нормално многу важна, да речеме ракурс на гледање на самиот град и како Охрид како туристичко место е од вода, што нормално дека езерото е еден од најважните мотиви за посета на нашиот град. Минатата година, капетанија побара ревизија на одлуката на влада за ограничување на пловидбата во вечерните часови. Целта е да се измени одлуката во делот за пловилата кои се користат рекреативно и кои не служат за риболов. Не можат да се употребат за рибократство или други несакани дејства на езерото. Побаравме и соодветни мислења од други надлежни институции кои што на еден начин се допираат со дејството на таа одлука. При што наидовме на негативно мислење од страна на Министерството за внатрешни работи претходната година. Па ова година ќе пробаме повторно да направиме една дебата, да видиме дали може таа одлука, односно не дали може, туку ќе мораме некако барем во одредени делови некако да ја либерализираме, односно да ја ослободиме за одреден вид на пловила. Причините кои се наведени како оправдување за одлуката, безбедноста во пловењето, човечките животи и природната средина не држат, затоа што едрилиците
процесите се безбедни и еколошки, така што апсурд е да биде на сила оваа забрана. Државата треба да работи во насока на решавање на инфраструктурата на Охридското езеро, изградба на марина со цел зголемување на бројот на едрилици, вели председателот на Едриличарската федерација Будимир Соколовиќ. Нема никакви штетни влијанија, затоа што едрилиците се еколошки пловни објекти, се движат на ветар, исто така не ствараат бучава како моторните пловни објекти, така да импактот на животната средина е минимален. Се надевам дека новата влада на првата седница ќе укине ова уредба. Да се укине, нема модификација. Едноставно ова е абсурдна забрана и се надевам дека ќе имаат разбирање за потребите на решавање на инфраструктурата на Охридското езеро со цел на зголемување на бројот на едрилици и зголемување на бројот на еколошки пловни објекти. Одлуката за ограничување на пловидбата на трите природни езера во државава беше воведена во 2013 година поради безбедноста во пловењето, човечките животи и природната средина. Од одлуката се изземени пловилата за инспекцијски надзор, полицијата и царината, концесионерот на езерото за стопански и рекреативен риболов и пловните објекти за превоз на патници. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува корисниците од населбата Охридати дека настаната е контаминација во водата за пиење во и околу мирно место населба Охридати Охрид. Од страна на Центарот за јавно здравје Охрид земена е повторно вода за анализа од ова мирно место и се додека не се добијат официјални резултати од извршените анализи, се забранува за пиење на водата од градскиот водовод во и околу мирно место населба Охридати Охрид. Осветлено помошното фудбалско игралиште со вештачка трева на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори после повеќегодишно барање на сите фудбалски школи и фудбалски клубови од градов. Преку проект реализиран од општина Охрид и јавното предпријатие Билјанини извори осветлено помошното фудбалско игралиште со вештачка трева на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Ова доаѓа после повеќегодишно барање од сите фудбалски школи и фудбалски клубови од градот, вели градоначалникот Кирил Пецаков. Реализацијата на ова инвестиција овозможува сите корисници да можат своите активности да ги продолжат и во вечерните часови, што за овој годишен период при вакви дневни температури и при многу корисници, како од Македонија, така и од странство, кои се моментално на припреми во Охрид, ќе значи многу, вели градоначалникот. Следно наред е уредување на мини трибината и оградата кај помошното игралиште со вештачка трева, за што веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач, информира градоначалникот. Рака за рака, чекор по чекор, годишен концерт на фолклорниот ансамбл Отекс Фолк во сабота 15 јуни во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 15 часот. Фолклорниот ансамбл Отекс Фолк со годишен концерт насловен како Рака за рака, чекор по чекор ќе одбележи работата на фолклорната школа во изминатата година. На овој концерт ќе настапат најмладите членови на ансамблот, средната група како и вториот состав, кои што со голем ентузијазам и љубов ги изучуваат традиционалните фолклорни кореографии во изминатата школска година и ќе прикажат што се научиле од ризницата на македонскиот фолклор. Токму темата на концертот Рака за рака, чекор по чекор произлегува од самото формирање на почетниот круг за водење на орото, фаќањето за раце помеѓу играорците и изведувањето чекори од различни делови на Македонија кои се пренесувале од колено на колено. Само така, сплотени низ игра и песна ќе допринесеме до зачувување на македонската традиција и култура. Концертот ќе се одржи во сабота 15 јуни во Центарот за култура Григор Прличев Охрид со почеток во 15 часот. Цената на билетот е 200 денари. Концертот е поддржан од општина Охрид, Министерството за култура на Република Македонија и Националната установа Центар за култура Григор Прличев. Низ 4 децении постоење во овој ансамбл поминаа генерации играорци кои играјќи ги македонските сплетови и ора, како амбасадори на културата пропатуваа многу земји низ цел свет и ја презентираа нашата богата фолклорна ризница, велат од фолклорниот ансамбл Отекс Фолк. 14 јуни се одбележува како светски ден на крводарителството. Црвен крст Охрид упати искрена благодарност, признање и почин на сите оние хумани луѓе, крводарители кои несебично и без резерва ја покажале својата хуманост дарувајќи крв, но и до екипите на трансфузиолошката служба, вработените и волонтерите на Црвен крст Охрид
и сите поединци, фирми, институции кои вложија труд, креативност и средства за поддршка и помош во реализација на карборадителските акции. Сите овие чинители ги поврзува една иста многу значајна благородна и хумана работа. Сите тие со својот ангажман придонесли да се спасат човечки животи. Од Црвен крст Охрид потенцираат дека ќе продолжат со нивната хумана мисија и апелираат до нашите сограѓани да останат хумани, да даруваат крв, бидејќи за живот се работи. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Никој не знае колку заложници во Газа се уште се живи. Судбината на 120 преостанати заложници во Газа е клучна за секој договор за завршување на крвавиот конфликт меѓу Израел и Хамас. Високиот функционер на Хамас, Осама Хамдам, изјавил за CNN дека секој договор за ослободување на заложниците мора да вклучува гаранции за траен прекин на огнот и целосно повлекување на израелските сили од Газа. Тој додал дека Израел мора да се согласи на целосен прекин на огнот пред да се одржат какви било преговори за ослободување на заложниците. На Хамас му треба јасна позиција од Израел дека го прифаќа прекинот на огнот, целосно повлекување од Газа и да им дозволи на палестинците сами да ја одредат својата иднина, обновата, укинување на опсадата, рекол Хамдан. Кокаин вреден 30 милиарди евра запленет во Германија. Германски истражители извршиле рација во 7 покрајни и изјавиле дека тоа е најголемата заплена на кокаин во историјата на Германија. Според германскиот весник Билд, запленети се 35 тони кокаин и уапсени се 7 лица. Огромната количина дрога била запленета во пристаништето во Хамбург. Кокаинот бил скриен во сандаци со ананас. Сојузните обвинителства од Дизелдорф и Штутгарт соопштиле дека операцијата била спроведена од страна на заеднички тимови на царинските и полициските службеници за наркотици. Во истрага пак водена од шпанската цивилна гарда и координирана од Европол, уапсени се 40 луѓе, запленети се 8 тони кокаин и над 15 милиони евра, замрзнати над 50 милиони евра во Србија, како резултат на 4-годишната меѓународна полициска операција против Балкански картел, криминална мрежа која шверцувала огромни количини дрога од Јужна Америка во Европа, преку Африка и Канарските острови, објавила шпанската цивилна гарда. Центрите за дистрибуција на дрогата во Европа биле во Белгија, Хрватска, Германија, Италија и Шпанија. Европол соопштил дека водачите на картелот привремено биле сместени во Турција и Дубај и оттаму раководеле со операциите и со командните центри на оваа криминална мрежа. 9 арменски групи за слобода на медиумите остро ја осудија полицијата на Арменија за повредите на најмалку 10 новинари за време на судирите во Ереван со демонстрантите кои бараа оставка од премиерот. Тие ја осудуваат употребата на брутална сила од страна на полицијата против представниците на медиумите и обвинуваат дека шок-бомбите биле насочени кон новинари и оператори кои стоеле на местото каде што биле концентрирани медиумските камери, се наведува во соопштението. Безбедносните сили фрлиле десетици шок-бомби во толпата за време на судирите на 12 јуни, при што биле повредени најмалку 83 лица, а според властите повредени биле и 18 полицајци. Во централниот дел на Тајланд се родија слончиња близнаци, машко и женско, јавува BBC. Раѓањето на слончињата, чуварите во националниот парк го опишаа како чудо, бидејќи според истражувачката организација Спасете ги слоновите, шансите да се родат близнаци кај слоновите се само 1%, а машко-женските се уште поретки. Во Тајланд, каде што мнозинството од населението се будисти, слоновите се сметаат свети и се национален символ. Според Меѓународната унија за зачувување на природата, азискиот слон е загрозен вид поради ловократството, нелегалната трговија и губење на живеалиштата поради урбанизацијата. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.